Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на часот по македонски јазик за четврто оделение. Јас сум Марија Стојановска, оделенски наставник во Основно училиште 11 октомври од Скопје. Денешната наставна содржина е јазични вежби за народниот и стандарден литературен јазик. Што ви е потребно за овој час? Училишната тетрадка по македонски јазик, молив и гума. Сега може да направите пауза на оваа видео лекција, да се подготвите за часот и потоа повторно да ја вклучите. Што ќе научиме на овој час? На овој час, ученици, ќе ги утврдиме стекнатите знаења за народниот и стандарден јазик, ќе разликуваме народен наспроти стандарден литературен јазик, ќе го откриваме значењето на зборовите од народниот јазик и ќе ги замениме со зборови од стандардниот литературен јазик. На почеток да повториме за кој јазик велиме дека е народен, а кој стандарден литературен јазик. Народниот јазик, ученици, е јазик што го користат луѓето во слободната комуникација во семејството. Народниот јазик го сочинуваат повеќе народни говори што се користат во различни делови на нашата земја: струмички, малешевски, битолско-прилепски, кумановски, дебарски и така натака. Реченицата "На недела си реку да одам у Скопје да го видам Шпиро" е напишана на народен јазик. Стандардниот јазик пак е задолжителен за сите луѓе во една држава. Тој се учи во училиштата и факултетите, а се употребува во творештвото, печатот, радиото, телевизијата, институциите и слично. Блаже Конески ги утврдил правилата на македонскиот литературен јазик. Реченицата "Дојдовме во паркот да им се радуваме на есенските бои" е напишана на стандарден литературен јазик. Сега, ученици, следуваат задачи за самостојна работа. Вие ќе треба на секоја поставена задача да направите пауза на оваа видео лекција, да ги запишете одговорите во вашите тетрадки, а потоа повторно да ја вклучите за да може да проверите дали точно сте ги одговориле. Може да започнеме. Во првата задача ви се дадени две реченици. Вие овие реченици ќе ги препишете во тетрадките, а потоа ќе одговорите која од нив е напишана на народен, а која реченица на стандарден литературен јазик. Реченицата "Една жена ошла да моли на Бога и видела у црквата попо, та и се учинило Господе". Оваа реченица е напишана на народен јазик. Реченицата "На покривот од една мермерна бела кула живееше птица со црвенкасти крилја" е напишана на литературен јазик. Во следната задача ви се дадени зборови на народен јазик. Вие ќе треба да го откриете нивното значење и да ги замените со зборови од стандардниот литературен јазик. За таа цел, односно за да можете полесно да го откриете значењето на овие зборови, користете го дигиталниот речник на македонски јазик, чија веб адреса е www.makedonski.info. Сега да провериме и да видиме со кои зборови од стандардниот литературен јазик ќе ги замениме овие зборови. Зборот вонка ќе го замениме со литературниот збор надвор, зборот ѓоа ќе го замениме со литературниот збор божем, зборот лајца ќе го замениме со литературниот збор лажица, зборот ареса ќе го замениме со литературниот збор допадне, зборот друшки ќе го замениме со литературниот збор другарки и зборот пулам ќе го замениме со литературниот збор гледам. Одиме на следната задача. Во оваа задача, ученици, ви се дадени неколку реченици на народен јазик. Вие ќе треба да ги напишете овие реченици во вашите тетрадки на стандарден литературен јазик. Реченицата "Томе го ареса момичето, го ареса и си го зеде", напишана на стандарден литературен јазик, ќе биде "На Томе му се допадна девојката, му се допадна и си ја зема". Реченицата "Кога лажеш, кај се пулиш", оваа реченица напишана на стандарден литературен јазик ќе биде "Кога лажеш, каде гледаш?". Следната реченица "Седнал Марко с мајка да вечера, сола, леба и вино црвено". Оваа реченица, напишана на стандарден литературен јазик, ќе биде "Седнал Марко со мајка му да вечера, сол, леб и вино црвено". И последната реченица "Сакаш да седиш у нас да те гледам као син",
Оваа реченица, напишана на стандарден литературен јазик, ќе биде: сакаш да седиш кај нас да те гледам како син? Одиме понатаму на следната задача. Оваа задача е наречена тајно писмо. Зошто тајно писмо? Затоа што Ана на Иван му пратила порака напишана со тајна шифра. Таа во пораката место букви користела знаци. Вие, ученици, треба да се обидете да ја одгатнете, дешифрирате оваа порака, а потоа да одговорите дали оваа порака е напишана на народен или пак стандарден литературен јазик. Ајде сега да видиме каква порака му пратила Ана на Иван. Ана на Иван му ја пратила следната порака: по завршување на часовите ќе одам на прошетка во парк. Ќе дојдеш ли со мене? Оваа порака, ученици, е напишана на стандарден литературен јазик. Сега следи еден краток квиз на знаење. За оваа активност користете ја повторно училишната тетрадка каде ќе ги запишувате вашите одговори. За секое прашање одберете еден од понудените одговори за кој сметате дека е точен. За секој точен одговор добивате по 1 поен. На крајот пресметајте ги вашите поени. Доколку имате освоено помалку од 4 поени, погледнете го повторно ова видео и обидете се точно да одговорите на прашањата од овој квиз. Може да започнеме. Првото прашање. Во секојдневната слободна комуникација луѓето користат под А локален јазик, под Б стандарден јазик, под В народен јазик. Точниот одговор е под В народен јазик. Следното прашање. Задолжителен јазик за сите луѓе во една држава е под А локалниот јазик, под Б стандардниот јазик, под В народниот јазик. Точниот одговор е под Б стандардниот јазик. Следното прашање. Правилата на македонскиот стандарден литературен јазик ги утврдил под А Блаже Конески, под Б Крстен Мисирков, под В Ванчо Николески. Точниот одговор е под А Блаже Конески. Четврто прашање. Стандардниот литературен јазик се учи во под А игротеките, под Б училиштата и факултетите, под В домовите. Точниот одговор е под Б училиштата и факултетите. Петото прашање. Реченицата че ојме, че јајме, па че дојме е напишана на под А народен јазик, под Б стандарден јазик. Точниот одговор е под А народен јазик. Шестото прашање. Реченицата денес Маја и Иво станаа рано, се подготвија и веднаш тргнаа на училиште е напишана на под А народен јазик, под Б стандарден јазик. Точниот одговор е под Б стандарден јазик. Следното прашање. Кој збор е напишан на народен јазик во реченицата? 2 години го немало да се врне. Под А години, под Б немало, под В врне. Точниот одговор е под В врне и овој збор, ученици, можеме да го замениме со литературниот збор врати и тогаш оваа реченица би гласила вака: 2 години го немало да се врати. И последното прашање, зборот фанам од народниот јазик ќе го замениме со зборот од стандардниот јазик. Под А гледам, под Б фатам, под В играм. Точниот одговор е под Б фатам. И, драги ученици, дојдовме на крајот од овој видео час. За домашна задача ќе треба во приказната страчка и страчиња на страна 17 во учебникот по македонски јазик да ги пронајдете речениците во кои се наоѓаат зборови од народниот јазик, да ги препишете, а зборовите да ги замените со зборови од стандардниот литературен јазик. Имајте пријатна работа, ви благодарам на вниманието и довидување.